Dear Carolina, thank you so much for this really warm welcome. I very much appreciate this opportunity. Under the circumstances, it's a bit sad to see the great city of Vienna like this, and I really hope that as soon as possible we will see something that the whole world knows, a Vienna full of people, very cheerful and creative. But I think it's everywhere. We suffer under COVID and we rarely meet in person, so special appreciation. I'm going to continue in the Macedonian language. I think this is the protocol. Ке се обидам да бидам краток и сумарен. Имавме многу отворен и конструктивен разговор со мојата љубезна домаќинка. Многу сме благодарни на интересот, вниманието и поддршката на Австрија и кон нас како Северна Македонија, но и генерално кон целиот Западен Балкан. И оваа поддршка ни дава многу да истраеме во напорите, да одиме напред и на некој начин да го почнеме процесот што треба да заврши за комплетирање на Европа. Кога Балканот ќе стане европски, дел од Европската Унија, мапата на Европа нема да се зголеми, бидејќи околу нас сите се земји членки. И затоа јас често наместо проширување зборувам за комплетирање. Не поврзува многу со Австрија, имаме одлични политички и економски соработка и интереси и имаме и добра соработка во областа на безбедноста и тука многу споделуваме, што се покаже и во мигрантската криза и во соработка за други безбедносни предизвици. Затоа сме благодарни на гласната, принципиелната и континуирана поддршка на Виена за европската иднина на целиот Балкан. Исто така сакам да се благодарам за соработката и поддршката во поглед на овој огромен предизвик COVID-19, врз основа на принципот на солидарност, како една обединувачка европска вредност. Еден умен човек напиша дека светот, човештвото ќе го победи вирусот, тогаш кога брзината на соработка, солидарност и споделување на знаење, информација и помош ќе биде поголема од брзината со која што се шири вирусот. А тој нема да го победиме дури и кога само една земја само една држава од светот ќе го има вирусот. Нашиот пат кон Европската Унија е посебно трнлив. Нашиот заеднички пријател и ваш колега, со кого што ќе се видам после оваа пресконференција, министерот Шаленберг, еднаш во Скопје кажа дека на пресконференција тоа е како Тур де Франс, има многу етапи, патот е долг, но не треба да има дилеми кој треба да стои на почетокот на трката. И затоа и денес со Каролина се согласивме, стартот на овој маратон и трката по европски начела и стандарди веќе не сме да се одложува. Во текот на 20 години процес на стабилизација и асоциација и 16 години како земја кандидат, мислам дека е вистина време да го почнеме пристапниот процес како нација. Направивме многу, но зеленото светло од март минатата година почна да трепка со последниот предизвик со нашиот источен сосед. Ќе биде многу важно за нашите, за македонските граѓани, но и граѓаните на целиот Балкан, за да можат да веруваат на зборовите на Европа и одлуките на Европскиот совет, да видат реално поместување напред во
оваа календарска година и ние ќе направиме се што можеме тоа да го обезбедиме и работејќи на решение на билатерални прашања, но мислам дека не смееме да дозволиме пристапниот процес да стане заложник на билатерални прашања, посебно кога тие прашања не се на линија со европските вредности. Во меѓувреме, дома не чекаме. Имаме една реформска агенда, што ја нарековме Европа дома, агенда Европа дома, која што се фокусира на областите од првиот кластер од пристапниот процес и имаме намера да ја држиме нацијата во добра реформска кондиција, за да може нашите пријатели како Австрија да имаат повеќе аргументи во поддршката и битката да успееме и ова ќе биде заеднички успех. Драга Каролина, ми беше вистинско задоволство да бидам твој гостин и во вакви околности и ќе се обидам да бидам исто така гостопримлив за твојата посета во Скопје. Благодарам. Danke vielmals. Da es Übersetzung gibt, stelle ich die Frage auch in Deutsch. Herr Vizepremier, im Hinblick auf das Veto Bulgariens, gestern hat der mittlerweile zurückgetretene bulgarische Premier verkündet, dass er nicht mehr Premierminister werden will. Glauben Sie, dass es jetzt nach dieser Wahl einfacher wird, dieses Veto aufzuheben? Und inhaltlich sehen Sie die Fragen, die da angesprochen wurden, lösbar? Es sind ja eher kulturell, sprachlich, historische Fragen und weniger substanzielle europäische Fragen. An die Ministerin noch die Frage zu COVAX, weil die EU ja selbst mit Impfstoffknappheit kämpft und die Situation in Nordmazedonien ja, glaube ich, auch nicht so leicht ist. Was soll da Österreich machen? Und ich muss Ihnen noch eine Frage zum Wiederaufbaufonds stellen. Warum hat die Regierung keinen detaillierteren Breakdown von diesen ganzen Mitteln veröffentlicht? Sie haben heute im Morgenjournal zurückgewiesen, dass es da Intransparenz gibt. Man findet nur keine Informationen. Wann wollen Sie das vorlegen? Wann können wir damit rechnen, dass wir wissen, wie die Gelder 3,5 Milliarden auf Bundesländer und etwas detaillierter in den verschiedenen Sektoren verteilt werden? Благодарам на прашањето. Мислам дека со оглед на значењето на моментот, на влогот, треба да бидам посебно внимателен во мојот одговор. Се конституираше парламентот во Софија и мислам дека нам ни треба еден вид стратешко трпение да видиме да се формира тамошната влада. Ние на некој начин излегувањето на процесот од шините не ни е во интерес ниту нам, ниту на Бугарија, ниту на регионот, ниту на Европската Унија. Јас сум убеден дека нашите најголеми поддржувачи треба да бидат нашите соседи. Бидејќи тие имаат најголем интерес од една европска, блиска, предвидлива Северна Македонија. Исто така сум убеден дека за да бидете блиски, мора да го почитувате другиот и тоа почитување секако вклучува дека идентитетските прашања, прашањето за македонците, за македонскиот јазик, се прашања за македонскиот народ. Ке работиме на тоа, ке растеме заедно, немаме многу време на Балканот, мислам дека на некој начин изборите во Бугарија покажаа дека овој тип на прашање, бидејќи имаше една политичка партија која посебно фокус стави на ова прашање, а не успеа да влезе во парламентот,
Мислам дека општествата на Балканот понекогаш изгледуваат позрели од политичките сили. Доброто е што политичките сили мораат, заради природата на политиката и демократијата, да ги следат своите општества. Влогот е многу голем и мислам дека и Европска Бугарија, и Европска Северна Македонија, и регионот, ако сме мудри, може да најдеме да прогласиме еден заеднички успех, дали за неколку месеци, дали во секој случај во оваа година, бидејќи успехот е стратешки императив оваа година и за Европската Унија, и за мојата земја, и за нашиот регион. Содржински, две реченици само, не може, државите не признаваат јазици. Прашањето на јазиците е прашање на самоопределување и е многу внатрешно прашање. И во таа смисла не е на линија на Лисабонскиот договор и на повелбата на ЕУ за основни права, ако било која земја членка, па и вон ЕУ, на една европска нација, може би мала, но важна, во 21. век прашува, предизвикува дали нашиот јазик е јазик или не е јазик. Македонскиот јазик беше официјален јазик и во бивша Југославија, тој е присутен во Обединетите нации и тој е прашање за нас. Пријателството мора да подразбира почитување кон достоинството на другиот. Ама ќе стигнеме и таму. Благодарам.